Ова театарски критичар, публицист. Првото прашање кое што ќе ви го поставам веднаш по добре дојде во студиото на телевизија Нова е тоа што го разговаравме и пред малку и вчера на кога се договаравме за ова интервју по телефон. Успеавте да преброите колку монографии до сега имате напишани, колку книги вкупно? Успеав, ми се чини дека успеав 21 дека се 21 книга мои, односно или 22, а не ги избројав оние кои што се заеднички проекти во кои учествуваме повеќе луѓе, а еден си го зима авторското право. Так. Поводот се две нови изданија, кои едното е навистина имаме чест да го промовираме денеска ексклузивно, меѓутоа ќе го оставиме за малку подоцна. Ќе почнеме од она што минатата недела беше промовирано, комедии во издание на Театар Комедија, две дела кои што Венко Андоновски ги напиша за Театар Комедија и тоа во она сценска верзија која што актерите ја играат во театарот. Кое е значењето на оваа книга? Како дојде до всушност таа идеја да се издадат овие две напишани дела? Да, благодарам. Прво мора да истакнеме дека комедија е еден, ќе го наречам феномен во нашава театарска средина и културната средина воопшто, затоа што за неполни 5 години успеа стана релевантен театар меѓу сите театарски институции во Македонија и често и надвор. Од друга страна, успеа, создавајќи го тој репертоар, создаде и огромен број на публика која за некои представи редовно чека на билетарата или купува карти за 4-5 однапред закажани представи, затоа што едноставно се бара билет повеќе. Комедија успеа, тој театарот комедија, односно директорката Јелена Жугич, да успеа да ја промовира и комедијата од домашните автори. Меѓу 15 комедии на репертоарот на театарот комедија, дури 5 се праизведби. Нејзина е идејата тие преизведби да влезат и во книга. Затоа што авторите, кога пишуваат комедии или драми, seедно, тие имаат свој начин, свој стил. Напишување, своје мислење за тоа како треба да биде. Меѓутоа, друго е сето она што режисерот ќе го постави и уште повеќе она што актерите ќе го одиграат. Значи, од една пишана материја, на сцената гледаме живи ликови. Ние со оваа прва ваква едиција во еден театар, сакавме да го сочуваме токму тој јазик, токму тој јазик што се говори на сцената, токму тие реплики. Нормално се конкурираше пред Министерството одобри, така да комедии со двете комедии на библиотеката е нели комедии, со двете комедии што се на репертоарот на театарот комедија како преизведби се сместени во оваа книга на Венко Андоновски, се двете, за секого има по една и Господарот на кукавицата. Сега се разбира има една вистина, што вистина под наводници, велиме нели дека парата го врти светот. Меѓутоа јас секогаш кога ќе излезам од театарот комедија, од било која представа, постојано тврдам дека смеата го врти светот. Излегуваат насмеани луѓе, задоволни. Сега и тие луѓе задоволни, уште поголемо задоволство е веројатно си однеса дома да си ја купат книгата, па да ја прочитаат со тој сценски јазик што го слушале, со тие живи ликови кои што се одиграле на сцената. Да се потсетат на смејата од театарската сала. Апсолутно. Так. Дали планирате наскоро можеби нови комедии во оваа едиција? Се разбира. Веќе сте можеби во подготовки? Да, не, веќе даден е на конкурс на Кане, значи ова е Театарот комедија е национална установа и она конкурира пред Министерството за култура во програмата програмата за следната година од национално значење.
Така да, веќе сме дале, веќе сме во план што треба да води да излезе, со што да се запамети и со што да се израдува гледачот на театар комедија. Така. Нема да откриваме премногу прерано, нека биде тоа повод за повторно да се видиме, нели? Тоа не знаеме што ќе биде, што ќе помине. Така. Во продолжение да им ја покажеме и да им ја представиме на гледачите и втората книга која што имаме ексклузивна можност овде да ја представиме. Знам дека едва чекате да зборувате за неа. Да. Маруша од 1925 година. Првото нешто кое што мене ми се појави на интернет кога се обидував да прочепкам нешто за вас и за Маруша е тоа дека станува збор за првата забранета представа во Македонија? Да. Так. Зошто оваа книга ви е толку драга и зошто е значајна за љубителите на театарот? Оваа книга практично од драмското наследство наше, за кое помалку или повеќе не се грижиме. Јас долго читав дека долго среќавав по разни книги, еден напишал, тројца препишале, 6 мина допишале, Маруша ја нема. И дека е прва забранета представа во Македонија во институционален театар. Јас ја добив на еден од драмата во оригинал, кога зборувавме за токму на таа тема. Дека драмското наследство не се негува, нема грижа. Јас спомнав и Македонија има една таква енигма, не знам како ми дојде. Таа енигма да е... И после еден сат јас го добив ракописот на Маруша. Се работи за драма, значи напишана во 1925 година од Душан Будимировиќ и Васил Хаџикимов, тогаш Василие Хаџикимовиќ, Македонија под српска управа. Таа е поставена на сцената, во Штип работи од 1923 година институционален театар. Она е напишана 25 година, изведена е, не е докажано 2 или 3 пати, не е докажана дури ни датата кога е премиерата, произведбата, се зема како 22 август 1925 година. Имала голем успех кај публиката и е забранета. Многу беше интересно да се открива зошто е она забранета. По сите наоди што јас ги најдов, оригинални материјали, оригинален текст, до оригинална преписка рачна, нели, на тој Душан Будимировиќ кој го формира театарот со тогашните српски власти во Белград, се ми се чини дека забранета е затоа што Маруша, македонка, излегува многу попаметна од Србија, од газдата. Тоа не одговарало на тогашните власти. Таа енигма и таа Маруша, многу се трудев заедно со техничкиот уредник Горијан Донев, ја прифати за издавање музеот во Штип. Театарот немаше никаков слух, да повторам уште еднаш, испуштија голема шанса да го дадеме лево оди оригиналниот текст. Така, тоа е особено значено да го споменаме. Да, и века Мирита Килска да го долува тоа на гледачите. Целата драма е во ракопис. Транскриптот е десно. Јас не успеав да дешифрирам 4 зборови во неа. Ги оставив така, можев да импровизирам, немаше потреба. Нека се знае оригиналот, јас напишав. Немаше две точки, немаше точка, нема точка, запирка, или не се гледа затоа што е пишувана како што е на корицата, гледате, на хартија на коцки. Оние стари, оние стари листови. Голничиња. Се разбира, го направив и тоа како е таа пишувана, кој е јазикот, чиновите, што значат, што работ, за што станува збор. Има историја на театарот во тоа време. Има толковник еден и на драмата, и на чиновите. Има биографска портрети на двајцата автори. Душан Будимировиќ и Васил Хаџикимов.
Каде може да ја најдат гледачите? Ништо, јас вчера ја добив. Уште нема Така, 24 сата како ја имам во рака. Уште вие не сте стигнале да прелистате? Не. Мене техничкиот Горијан ми рече имало една линија повеќе. Не најдов каде е таа линија. И ми се допаѓа што јас целиот тој оригинален материјал немам дома што да му правам, нели? Не, тој не вреди дома затворен. Имам ја еден ковчег старински кој го нарекувам ковчег со време, тоа е моето време внатре. Меѓутоа нема зошто тоа да стои. Во музеот ќе биде отворена витрина, да промоцијата веројатно ќе биде на 7 ноември во Штип. Така. Во која ќе стојат сите оригинални документи, целата приказна околу таа. Ова е Маруша. Нека биде тоа повод да се видиме повторно, веројатно. Одлично. Ви посакувам уште многу изданија кои што ќе имаме вака можност да ги промовираме. Веројатно беше кратко, меѓутоа се надевам многу интересно за гледачите, бидејќи имавме ексклузивна можност Маруша овде први да ја видиме и да ја представиме. Изложбата која што споменавте секако нека биде повод да се видиме повторно, меѓутоа и останатите така. Па добро, говоревме за современ автор и автори пред 90 години, што е многу значајно. Така. Ви благодарам за ова гостување во телевизија Нова. Почитувани гледачи, не го менувајте каналот, продолжуваме со уште неколку содржини во оваа културама.